Сме назад во студиото, после Маја готви, се враќаме во живо со разговорите од овде, од нашето студио. Во Скопје се чини нема, па одеднаш се случуваат повеќе настани, човек не знае што е најинтересно или каде попрво да оди. В тој контекст ќе споменам повторно Бела ноќ во сабота, интересен настан со многу настани низ градот. Па така во неделата не само во Скопје, туку низ цела Македонија се случуваше референдум. Но она што се случуваше, а според мене и според многумина помина помалку забележано, беше едно интересно ревијално возење со мотори низ Скопје во организација на движењето Distinguished Gentleman's Ride. Сега дали ќе зборуваме за нив или не, а тоа се случи во неделата, еве не знам. Владко, што правиш? Абе, Маја готви, ама изгледа ја ќе летам. Од неделата стојат овде, не знам, Марета, два се, можеби треба да ги јавнем и да бегам. Два се? Еве, два мотори имаме, од неделата стојат овде. Можеме да пробаме, можеме да ги запалиме. Да, а црвениот е мој, пошто, ете. Е црвен. Црниот е мој. Gentleman's Ride 2018 има своји изданија и во претходните 2 години. Мала илустрација за тоа како тоа изгледа. Such love divine. Now I know you feel the same way too. There's no one's loving as sweet as it's loving with you. Sweet love, sweet loving. Sweet love, sweet loving. So many different ways to show but I know just need you here right by my side, waiting with my arms open wide. Sweet love, sweet loving. Sweet love, sweet loving. Each day is a gift, our life's so true. I'm just a shadow of myself without you. I found my other half and I never give it back. Sometimes it's hard, but baby hold on. After every dark night there will be a dawn, and we'll find that we have grown in the morning light. Many different ways to live, and also many ways to grieve. Oh babe, I couldn't live without you, so let nothing come between us two. Sweet love, sweet loving. Sweet love, sweet loving.
Нити се качивме на моториве, нити избегавме, останавме некој да ја води програмава до крај. Па, од кај знаеш, после програмата може би Игор да нема мотор. Ги представуваме нашите денешни гости, Владко Повели. Благоја Петровски и Игор Стефановски. Игор е црвениот мотор кој што јас веќе си го пикирав. Меѓутоа ми рече кога прашав колку е сумата, priceless. Без ценето. Колку време ги управувате овие мотори? Јас го имам мојот мотор некако од 97-8. Реставрацијата траеше долго. Би рекол 6-7 години. А затоа што специфичен е, нема деловите не се купуваат, не се наоѓаат сегдека. Тоа што може да се порача, се порачуваше тогаш. Другото што не можевме го правевме од нула по пример на стариот дел. Така да мотоциклот е доведен во 99% автентична состојба. И дури и тие делови кои што се заменети или кои што се правени истоветно како што биле оригиналните делови. Сега благо е вашиот. Мојот го имам од скоро, значи не цели 2 месеца. Така да во последен момент да кажам пред настанот си одбрав мотор, затоа што овие мотори не можеш да знаеш кога ќе искочи приликата да го купиш, едноставно се појавува и го купуваш. Така да на настанот учествував во состојба каков што го купив, но зимото е пред нас, а зимото е период кога ние не возиме, туку сме затворени во гаражите и сме посветени на таа реставрација што спомна Игор. Така да ја се надевам дека нема 9 години да трае мојата, туку дека веќе следната пролет ќе биде состојба како што е на Игор. Gentleman's Ride е трката, не е трка, повеќе, ајде да кажеме ревијално возење кое се случи оваа година по трет пат во Скопје. Благо е човекот кој што е главниот виновник и, да речеме, организатор или оној кој што успева да ги собере во едно движење сите учесници на ова ревијално возење. Ајде за оние кои што не знаат, а мислам дека не знаат, многумина, нели која е целта на ова движење воопшто на ова ревијално возење кое се случува еднаш во годината? Па вака, прво да кажам дека каузата е многу интересна, значи ние возиме за машкото здравје. Значи еден од малкуте настани што буквално се посветени на машкото здравје, а воедно може да кажам дека еден од најголемите светски мотонастани хуманитарни и по бројот на учесници кој надмина 110.000 оваа година и по собраните донации кои надмина $6 милиона. Така да интересна кауза, интересен концепт, затоа што и самите мотоцикли, дрескодот е различен од она што го гледаме секојдневно. И ќе зборуваме за сите детали поединачно. Пред 3 години, кога го почна сето ова, ајде прво да прашам како разбра за ова? Па ја го следев настанот од самиот почеток, што 2012 ми беше многу интересен, значи на YouTube тие видеа што излегува од сите градови после настаните ми беа значи исклучително интересни и се прашував дали некој ќе му текне да направи кај нас и да бидам ја еден од тие учесници, да уживам во исто таков настан. А при тоа во 2012 возиш мотор? Воопшто? Мотор возиме и јас и Игор од многу одамна, така да љубовта кон естетиката, кон моторите, кон класичните автомобили се, да кажеме, цел живот кај нас присутни. Но чекав да се појави организатор во Скопје, не се појави. Токму таа 2016-та му се јавив на Игор и му кажав: Игор, викам, зашто да не направиме ние во Скопје? И многу лесно го убедив. Игор е коорганизатор заедно со мене и мислам буквално работите по тоа убедување си дојдоа спонтано. Значи пријателите беа тие први што ни помогнаа да се случи првиот настан, како и вториот. Настанот воопшто не е комерцијален, значи ние буквално го правиме од мерак и со мерак. Значи се гледа дека е така организиран и затоа се, да кажам, единствен по својата форма, содржина и начин на организација во држава. Импозантни се бројките, ако да потенцираме уште еднаш дека ова е во склоп со Movember. Точно така. Импозантни се бројките ако во 2012 стартуваат 2500 возачи, еве вие рековте во 2018 110.000. И тоа
И државите се зголемуваат и градовите постојано е во раст. Од 11.000 возачи во 2013 во 145 градови низ светот сега има 581 град во 92 држави. Тоа е 2017. 2017, значи веќе се 640 градови. Така да уште 100 града повеќе има оваа година. И 103-4 држави. Бројки, мислам, во нагорна линија затоа што сите ја препознаваат искреноста, убавината и естетиката и оптеретени со, да кажеме, сите со тоа секојдневие што не потиска. Кој да го види овој настан како настан или како движење, веднаш има желба да се приклучи. Дури ако нема мотоцикл, имаме луѓе што првата година дошле да не проследат како публика и веќе втората доаѓаат со мотоцикл. И затоа кога јас ќе ве видам на ТВ екрани, првото нешто што ми доаѓа е како да станам и јас дел од сето тоа движење. Како се станува дел од ова движење? Многу едноставно. Настанот се знае дека секоја година се организира во последната недела во септември. Значи уште од сега знаеме датата за следната година. Регистрацијата повторно ќе биде 30. Не знаеме, 31. Трик прашање. И пријавувањето се отвара уште во август месец. Значи едноставно на официјалната веб страна глобална сите овие учесници од цел свет си креираат профил и со самото креирање профил и избирање во која држава и во кој град ќе возат, веќе се пријавени. Значи вашата задача е да се пријавите, да донирате колку имате желба средства на вашиот профил, а останатото, организацијата и сето што е самиот настан е задача на него. Игор, она што мене па не ми изненади, него ми интересен податок. Овде не мора да не се пријавуваат држави кои што организираат вакво движење, туку градови. Кај нас засега е само Скопје, али еве во соседна Грција, како што кажа Благоја, Санторини, Солун, Атина, Патра. Се битолчани ги чекаме. Да. Охриѓани, битолчани. Да, значи организацијата ја презема е на градско ниво, не на државно ниво, бидејќи во одредени, нели, во други држави се пријавуваат повеќе градови, како што кажа Грција има повеќе и така натака. И целта е тој фолклор кој што го носи на самиот настан. Значи таа убавина, елеганција, интересни мотоцикли, интересни возачи. Идејата е да се пренесе на што повеќе луѓе, на што повеќе градови во светот, да се пораката да биде пренесена, нели, околу борбата околу ракот на простата и сходно на тоа прво да се подигне свеста на машките, да направат преглед, да се проверат и сходно на тоа да се соберат средства кои што после тоа ќе бидат донирани во истражувачки цели, нели, наоѓање лекови, лаборатории. Која е сумата што оваа година вашето движење во име на донација ја собра? Значи оваа година сумата е околу $2.500, што воопшто не е мала сума. Мислам за Скопје како град, ние уште од самиот почеток сме во таа рамка некаде со собраните донации, да. И може да кажам дека интересно е што кога првично имавме идејата и кога првично контактиравме некои од луѓето што мислевме дека ќе се приклучат, нивниот одговор беше дека прво нема да има доволно учесници, а второ и да има учесници, ние не сме народ што сака да донира и дека нема да се соберат ни $100. Но еве ние тоа го демантираме веќе 3 години поред. Може ли еден мотор да се вози без оваа налепница? Gentleman's Ride? Налепницата е само украс, значи секоја става буквално од желба да си го означи својот мотор. Ние како организатори им ги обезбедуваме налепниците Gentleman's Ride и самите мустаки на фарот, така да и моторите ги правиме джентлмени за овој настан. За сето тоа естетски елегантно да изгледа, многу јасно, да. Ама елегантно изгледаат многу повеќе возачите. Со дрес-код. Така? Мора може да биде. Јас себе. Ама можев денес. Моторов го нема. Повелете, значи тоа е исто интересен детал. Па да, значи идејата е дрес-кодот е токму ваков за уште една, да кажеме, порака што ја носи со себе самиот настан, а тоа е да се разбијат оние стереотипи дека мотоциклистите
се неуредни, се облечени во кожни јакни. Мотоциклистите немаат одредена одредена форма и тие се, да кажеме, секој од нас е мотоциклист. И дури джентлмени со, да кажеме, со оваков дрес-код, се дел од тие мотоциклисти и сите останати треба на мотоциклистите да гледаат, значи не со такви стереотипи и предрасуди дека тие се оние што ги прават проблемите или што ја дигаат галамата, туку мотоциклистите се и джентлмени. Тоа е, затоа е токму овој дрес-код како што е. Така, добро. Може мала дигресија, нет? Да. Джентлмен се станува или джентлмен се раѓа? Ја мислам дека се раѓа. Да. Истото мислење. Не се градат тие манири. Да, интересно, добро. Во однос на тоа колку... Ајде. Многу прашања. Па, веројатно ќе се приклучам, па. Добро. Ги барам критериуми. Се подготвува. Повелјаните. Повели се своето добро, прашање. во ред. На крајот од ревијалното возење завршувате на журка, како што можев да видам. Тоа е и во другите градови, претпоставам, традиција. Не е само важно скопска измислица, туку на крајот завршува трката така. Кога се донира всушност на крајот? Не, значи донирањето е од самото регистрирање. Само кога се регистрираш, ти ги даваш своите... И тоа е отворено од некаде до ноември месец. Се уште трае. Да, и се уште трае. И на глобално ниво, да речеме, за најдобрите собирачи на донации, за најдобрите донатори, има доста интересни награди. Да речеме, првата награда е Триумф мотоцикл, кој не е мала работа. Не е мала работа. Така да, тоа е благодарност од самата организација кон учесниците, за тоа што биле хумани што ја поддржале кауза. Оваа година имате ли представа колку е стар најстариот мотоцикл кој што учествуваше во движење? Кај нас или? Да, овде, во Скопје. Па јас мислам дека, ако не се лажам, Тоа е мојот. Не, има едно BMW кој што се возеше годинава. 400. Па не. Пост воене, меѓутоа е тука не. Се уште не сме ја поминале таа граница со. Но тоа не значи дека некој што има понов мотоцикл не може да учествува. Па да, значи самиот организатор има стайл гајд за мотоциклите и не е задолжително да биде класичен. Значи може да биде класичен, може да биде костумизиран, популарно кажан кафе рейсер во неколку форми. И може да биде модерн класик, тоа се современи мотоцикли кои се дизајнирани по моделот на класичните, значи што оживуваат легенди од минатото. Така да тоа е стайл гајденсот и сите тие мотоцикли се прифатени. И среќни сме што на вистина од сите оваа година 150 учесници во Скопје, многу мал процент беа со несоодветни мотоцикли, зашто сепак за жал имаме и такви што ја гледаат приказката, сакаат да се дел од неа, немаат мотоцикл, но не ја чувствуваат. Но не им пречи да се пријават. Затоа што е джентлменс райд, не може да ги одбиеш и не може да им забраниш да се пријават. Джентлменски ги прифаќаш, но ги замолуваш да бидат на крајот од колоната, барем да не се во тие крупни кадри и да ја расипат сликата. Не, добро, да. Значи, у принцип има луѓето го детектираат настанот и почнуваат да го сакаат. Почнуваат да се препознават во настанот. И има луѓе кои што едноставно се идентификуваат со настанот, меѓутоа мотоциклот не е соодветен на настанот. Сега ние како организатори би било неблагодарно и нефер да ги одбиеме, да им кажеме не може да вози само затоа што не соодветствува мотоциклот на настанот. И се приклучуваат со тоа што се практично се притопуваат во групата за да сепак не тие мотоцикли несоодветни не толку идат во прв план и не штачат, да кажем. Кај се жените во приказнава? Видовме фотографии, видовме снимки од исто девојки, жени на мотори. Меѓутоа, колкава е заинтересираноста кај жените исто да биде дел од ова? Па годинава имавме пријавено 7 учеснички, од кои што 6 беа возачи и една дама беше сопатник. Не е забрането, значи. Не е забрането, дури се добре дојдени, затоа што они
исто така се соживуваат со настанот со учесниците, со учеството и нормално ни го разубавуваат движењето. Колку и да сте джентлмени без дамите е малце потешко. Не се сеќавам дали зборевме, дали кажавме за разлика од минатата година, сега колку повеќе имавте пријавени? Па вака, значи само во Скопје зборам. Ова зборевме нели за во светски глобални. Ние како организатори поставуваме лимит, значи одредуваме колку да биде максималниот број, од причина настанот да го држиме да биде под контрола и да биде направен на ниво на кое што треба да биде направен. Да не биде безбеден пред се. Да, најмногу. Затоа реков под контрола, да. Првата година беше бројката 80, втората 100, оваа беше 120, но сепак имавме 150. Така да тие 30 беа дојдени на самиот настан, што повторно касно разбрале, не били информирани и дозволивме да се приклучат. Но бројката расна, значи веќе сме на бројка од 150 и следната година ќе го димензионираме за таква бројка да биде лимитот. Значи да биде отворено за 150 учесници. Иако е движење во светски рамки, дали има простор да се малку да се дислоцирате од тие утврдени стандарди за овој Gentleman's Right и наместо да го правите во еден град да може да продефилирате од град во град? Па не, значи нема потреба да продефилираме од град во град. Идејата е за оние кои што немаат можност да видат сепак за што се да ги видат овие мотоцикли. Идејата е да се направи дефилето во секој град во централното подрачје за да биде видено од најмногу публика. Ние ги охрабруваме сите градови, значи доколку не знаат дали може да се организатори како што споменавте Битола и Охрид и сите градови, доволно е да се соберат, не е нужно да биде бројка од 100 и 150, доволно е 10 да се соберат почетни учесници и веќе се движење. И ќе се бидат исто што сме ние во Скопје. Значи истото ќе го направат концепцијски настанот, исто ќе бидат во можност да донираат. Мислам нема зашто да продефилираме ние. Имаме гости 3 години поред кои што доаѓаат од други градови од Македонија. Да. Велес, Штип, Кочани. Имавме оваа година дури еден странец, иако официјално и формално не ги запознавме. Да, имавме. Да, не, меѓутоа имаше еден странец. Да, од Италија. Италијанец, мислам дека беше човекот. Така да немало во неговиот град веројатно. Да. Најблиску било Скопје. Јас цело време ми одзема внимание бидејќи мене меѓу другото во приказната многу ме воодушевува дрес-кодот кој што се фура нели овде. Јас не знам дали ќе може режијата да го даде овој детал, кој детал го има наврато врската од Игор и дека е тоа вкрстен кој клуч е ова 6-ка? Ова е 13-ка. 13-ка вкрстена со чадор, да. Значи джентлмен и механичар. Така е. Одлично. Тоа е сега брендирано веќе како Gentleman's Right, може да се купат. Да. Парчиња облека? Да, значи има самиот организатор и самата светска веб страница си има продажен дел каде што се продаваат текстил и останати, нели, да кажеме, знакчиња, значки и така натака. И сите средства кои што се собрани од продажбата на таа рекламна, да кажеме, мерчендайз, така, одат пак во донаторски, односно хуманитарни цели. Тие пари се донираат за каузата. За каузата, убаво звучи. За каузата, јасно. Лета, ние сме некаде при крај. А он не помина и повеќе од 20. Ние може да останеме да преговараме за цена за моторот уште малку. Ние се договориме за едно кругче за цената. Остави тоа, гледаш дека е прайслес и дека допрва ќе ги шминкаат. Да. Уште немаат завршено. Со нетрпение. Да. Не сме чекаме на тој дел да дојде. Добро. Не знам, немам повеќе прашања или нема ни повеќе време. Јас ќе ви се заблагодарам што бевте денеска овде. Ни го разубавивте студиото исто така. Убаво ќе беше за оваа да зборуваме и пред да се случи, но никогаш не е доцна да зборуваме и за него за настанот од кога ќе се случи. Тоа што сакам јас да го кажам, а вие го споменавте, е дека вие како движење сте согласни дека вакви ревијални прошетки можете да си правите повеќе пати во годината, никој нема да ви забрани, напротив, секогаш ќе сакаме да ги видиме вашите нови вратоврски. И тоа се повеќе пари за борење со ракот со простатата. Така е. Ви благодарим уште еднаш. Благодарност за поканата.